9 мај, денот на Европа, на доста креативен начин денеска го одбележаа основните училишта од општина Кочани. Преку изложба на штандови тие ја прикажаа традицијата и културата на повеќе европски држави одделно. Основното училиште Малина Попиванова повтор пат ја представи Англија преку презентација на автентичноста на незината култура. Тука присутна беше и кралицата Елизабета, гардистите, а се дегустираше и традиционална англиска храна. Ја имаме секако англиската кралица, заедно со нели англиските војници, гардистите кои што се околу неа. Понатаму може исто таму назад се нели Робин Худ, може да го видите принцот Вилијам, може да ги видите спортистите кои што се облечени исто така. Инаку конкретно штандот ги имаме некои од нели англиските познати јадења, англискиот појадок кој што мора да се спомене, англискиот чај, имаме англиски ручек, риба и нешто компири заедно со неа. Јас сум Елена Златкова од основното училиште Малина Попиванова. Јас ја представувам англиската кралица Елизабета. А ние сме гардистите, нашата цел е да заштитиме кралицата. Името на кралицата потекнува од незината мајка Елизабета, а вторите две имења Александра и Мери се од незините баби. Од соседната страна, основното училиште Раде Кратовче со дегустација на австријски чоколади и квалитетно виенско вино ја представија Австрија, а учениците од основното училиште Никола Карев денеска доаѓа од Холандија, земјата на лалето и ветерниците. Ја представуваме Австрија, значи членка на Европската унија од 1995 година, значи подготвивме мала скромна трпеза, значи кај нив познато традиционално јадење е шнислата, но ние подготвивме и кросанки, знаеме дека и кросанките исто така лисното тесто се дел од нивната храна, од нивната кујна. Значи имаме вино, место вино знаеме дека алкохолот е забранет за децата, па затоа подготвивме и сокче од јаболка. Испечативме флаери со Австрија, понатаму значи представивме на стиропор Австрија. Јас сум Благо Соколов и мојата улога е да ја представувам Австрија. Јас сум Моцарт. И другите основни и подрачни училишта се вклучија во активноста на прославата на денешниот ден. На нивните штандови оригинално беа прикажани културите и обележјата на Словачка и Унгарија, земјите кои години наназад се членки на Европската унија.